Почна реконструкцијата на суттеренот на општинската зграда на Струмица, кој за рок од половина година треба да биде адаптиран и уреден за младински центар. Станува збор за површина 400 квадратни метри, каде младите ќе може партиципативно да учествуваат во креирањето на локалните политики, но и да реализираат трибини, дебати, форуми за важни прашања од заедницата. Во анализите кои што ги правевме за младите луѓе, ни беше потврдено дека многу е ниска партиципативноста на младиот човек во однос на креирањето на локалните политики. Тоа наметна една обврска до сите нас да размислуваме да ја отвориме општината. Има ли поубава можност за младите луѓе и по-силна порака која што сакаме да ја пуштиме до нив, од тоа да им овозможи еден огромен простор во општинската зграда да биде наменет за нив. Затоа во текот на 2022 година беше изработен проектот, беше распишана јавната набавка, секако дека имаме изберено изведувач, тоа е компанијата Мајстор Компани, за што јас сум навистина благодарен на изведувачот за комуникацијата, за следењето на динамиката, на мајсторите кои што работат овде во овој младински центар, се со цел да адаптираме еден убав простор за младите луѓе во Струмица и се надеваме дека со тоа ќе ја постигнеме нашата крајна цел, да ја зголемиме партиципативноста на младиот човек во однос на креирањето на локалните политики, овде мислам на се, од буџет до стратегијата за млади и се што опфаќа едно младинско учество. Како што истакна градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов, целиот проект чини околу 116.000 евра со вклучен ДДВ. Интенцијата е младите да добијат соодветно катче, каде може да ги артикулираат своите потреби. За сега се размислува моделот кој ќе биде одговорен за младинскиот центар. Како ќе функционира? Неколку модели на функционирање. Има првиот модел е нормално да го менаџира општина Струмица самата. Вториот модел е да по пат на јавен повик избереме здружение кое што ќе го менаџира целиот овој простор. Намената е да биде баш мултифункционално, дали ќе биде тоа за конференции, дали ќе биде тоа за индивидуалните потреби за младите луѓе, она што е многу важно, дека ќе биде обезбеден и пристап за лица со телесен инвалидитет и нормално еден тоалет кој што ќе биде применет за лицата со телесен инвалидитет, се со цел да можеме и тие млади луѓе кои што ги постојат во општина Струмица, имаат телесен инвалидитет, да ги користат придобивките на овој мултифункционален простор. Секако тука ќе имат можност после работно време, по завршување на работното време на општината, да се прават и нивни забави, журки и така натаму, што всушност предвидува и самиот проект. Предвиден е амфитеатрален простор за конференциите, за дебатите, обуките кои што би се спремале тука, значи најразновидни видови на активности, се со цел за да ги поттикнеме младите луѓе да влезат во општината. Отварање на младински центар Костадинов го најави со доаѓањето на функцијата градоначалник на општина Струмица. Тој се откажа од користење на службеното возило кое се продаде, а парите беа наменети токму за реконструкција и адаптација на простор со намена младински центар.